Сведоци сме дека изминативе години сите мерки кои што ги носи владата предводена од СДС или се задоцнети или се промашени. Во конкретниот случај сметаме дека оваа мерка требаше да биде донесена многу порано кога Македонија јадеше увозна храна, зеленчук и овошје од надвор. Сега во ситуација кога стасува домашното производство, практично е нелогично да се замрзнуваат цените затоа што ова производство беше произведено по високи цени. Значи владата требаше навремено да ги замрзне цените и на нафтените дервати, и на електрична енергија, и на ѓубривата, и на препаратите за да имаме денеска рентабилно производство. Напротив, сведоци сме дека со ова мрзнење само се уништува домашното производство кое што и така е на стаклени нози, дали е оранжериско или на обичното конвенционално производство на земјоделски производи. Така да сметаме дека оваа мерка е презадоцнета и само ќе се одрази дополнително негативно на македонското земјоделство. Во моментов единствено што е одмрзнато е повисоките плати на функционерите предводени од власта. Според нас сметаме дека треба да се реагира интервентно во земјоделскиот сектор за да се помогне земјоделците. Преживеа тешка година со сите покачувања на репроматеријалите во Република Македонија. Значи треба да се инвестира во тој дел за да имаме рентабилно производство. Кажав, задоцнети се мерките кога требаше да интервенираат со замрзување на другите репроматеријали. И Македонија јадеше увозна храна надвор од Република Македонија. Сега кога ги замрзнува, доаѓаме во ситуација да домашното производство практично треба да се продава под производната цена. Оваа мерка која што ја носи владата, освен чист популизам, друго нема ништо. И тоа не го решава проблемот во овој момент.